Дивоград би во редовните годишни извештаи го има и државата преку транспорт и врски и заради второстепените постапки и заради она што представува увид. Знаете дека пуштивме нов закон за бесправно изградените објекти, каде што дивоградбите кои што се во заштитниот појас дефиниран со планот, никој пат нема да добијат право на легализација, односно ако е редот да ги кажеме сите вистини, треба премиерот прво да ги соопшти. Тие што има дивоград во заштитното подрачје, дали се куќи, дали се згради, дали е деловен простор, дали е, не знам, бетонјера, дали е плажа изградена, треба да знаат дека ќе бидат отстранети. Редот е да се отстранат сами. Ако не ги отстранат сами, ќе ги отстрани општината. Ако не ги отстрани општината, ќе ги отстрани државата. Колку побрзо ја прифатиме реалност, оти нема поважна работа од Охрид, Охридското езеро, културно заштитеното подрачје на Охридското езеро и секако ова големо природно и културно наследство кое што го имаме, тоа е суперлатив и императив за сите. Така да нема мрдење од тој план. Се надевам дека навремено, со должно внимание, преку разговори, секој ќе постапи онака како што треба. Ако постапи секој онака како што треба, и штетите ќе бидат материјални помали, тука сме како држава да помогнеме, да возобновиме дејност, да му се најдеме на секој граѓанин, на секоја компанија. Но правилата, законите се јасни, обврските дадени од парламентот се јасни, тие важат и за општините и за владата. Ние ќе испроведеме до крај.